Речи си е полноки, само што изгледав 10-та епизода од The Last Dance, еден од најдобрите спортски документарци кои сум ги гледал, но и одлична бизнис лекција. Како дете на 90-тите обожавав кошарка, највеќе ги сакав Шекил и Хардавеј во Орландо, имав и дресови и сето тоа, но причината што воопшто знаев кои се тие е една, Майкл Џордан. Да не беше тој, немаше ни да знам што е кошарка. И NBA Action, и тоа беше криво на А1 телевизија, кој гледал знае. Но тимот на Чикаго ми имаше друго значење тогаш, а има друго значење денеска. Веќе, фала Богу, немам 10 години и гледајќи го Last Dance на Netflix, сватив зошто е Џордан Џордан, зошто се Чикаго Чикаго, а зошто одредени компании се очигледно поуспешни од останатите. Ако сакаш да си шампион, треба да имаш неколку фигури во тимот. Запрашај се следново. Имаш ли Майкл Џордан? Човек кој е толку посветен воркохолик што во најголемата искреност признава дека бизнисот некогаш го става и пред семејството. Посветеност на надградување и успех толку голема што низ годините неретко е погрешно толкуван како арогантен, незаинтересиран, човек кој одбегнува дружби, избиранки, прослави и слично. Човек кој не може да замисли да губи и кој е собствен најголем непријател, бидејќи си поставува толку високи цели што 90% од него му вели дека се просто неостварливи, но сепак тера даје. Ако немаш ваков човек, не правиш ништо, но сам по себе истиот исто така не може да направи ништо. Му требаат и останатите. Имаш ли Фил Џексон? Човек кој е тука да го освестува Џордан, да го враќа во реалност, да му биде потпора кога сака да се изеде поради некој неуспех и да го чукне по глава кога станува себичен или злобен према други. Фил Џексон знае дека Џордан истото го прави несвесно, заслепен од желбата за успех, а не од карактерна особина некаква или лошотија. Бидејќи иако сака, Џордан не може да бара од сите да перформираат на истото ниво како и тој. Затоа секоја компанија мора да има Фил Џексон. Зошто да се биде Џордан не е најдобрата, туку најтешката работа што може да ти се случи. И треба многу посебен карактер на човек кој тоа може да го издржи. А може да го издржи само ако има Фил Џексон до него. Имаш ли Денис Родман? Ексцентрик, тип кој најдобро функционира кога има потполна слобода. Единствениот за кого не важат правилата и принципите кои важат за буквално сите останати членови на тимот. Но единствен и по една друга работа. Единствен кому не му треба мотивација и кој кога работи за тројца. И кога нешто не знае, не трча жалејќи се дека истото не е негов домен и дека нема адекватна вештина, туку се затвора дење и ноќе и учи. Учи за кога ќе излезе од пештерата или кај да ги поминал последните денови, да сгази и да го направи нештото подобро од тоа што го очекувал. И тој, но и било кој друг. Мораш да имаш Денис Родман. Имаш ли Рон Харпер? Никој не очекува ништо посебно од Рон Харпер. Тоест очекува една работа, да не засере. Како што Харпер е единствениот, освен Џордан, кој играл сите 82 надпревари од сезоната 98, секоја компанија мора да има reliable човек. Некој кому му се верува и кој секогаш перформира без никаков пат на продуктивноста и мотивацијата. Точно, дава само 7 поени по надпревар, а не 33 по надпревар како Џордан, но таков човек е секогаш потребен, зашто тие 7 поени се секогаш тука, секогаш сигурни, секогаш точни. Во фирма мораш да имаш некој како Рон Харпер. Имаш ли Џад Бушлер? Знаеш што, и да немаш Џад Бушлер, што има врска? Имаш ли Скоти Пипен? На Бетмен му треба Робин. Во секоја компанија Џордан мора да има поручник, некој кој е тука да му го чува грбот. За Џордан да знае дека не е се секогаш оставено на него. Да знае дека ден за ден до него има човек кој можеби не ги прави сите работи на ниво како него, но е и текако адекватна замена во тие ретки мигови кога едноставно не му оди. Не се чувствува најдобро или има други глупости на кои треба да мисли. Улогата на број 2 во тимот не значи дека истиот не е лидер. Напротив, преку пожртвуваноста и посветеноста бројот 2 само го крева уште повисоко нивото кој бројот 1 веќе го поставил, давајќи им на сите во тимот додатен притисок дека тука не сме дојдени да си играме играчки, туку да перформираме и да го растеме бизнисот. Имаш ли Тони Кукоч? Да не се сватиме погрешно, Кукоч е одличен, но сепак Кукоч зема каде поголема плата од Пипен. Тоа малку е нелогично. Но сепак во секој тим има и такви кои во споредба со оние кои перформираат подобро од нив, се за нијанса или две подобро платени, но не може се да е секогаш совршено. Затоа Џордан е Џордан, Чикаго се Чикаго и одредени компании се поуспешни од останатите.
Нормално, според би не ја даваат 100% комплетната слика за тоа што се случуваше на терен со Чикаго и играчите што ги споменувам, но во голема мера држат вода. Во менеджментот на нашата маркетинг агенција многу често користиме вакви спортски аналогии за да си појасниме и полесно да сватиме некои состојби во кои компанијата се наоѓа и уште поважно што треба да направи за да се подобри во иднина. За сите спортски фанови како мене ова е исклучително корисна тактика која може да ја применувате уште од утре. Пишете ми дали имате и вие некој интересен пристап во оваа насока, пишете кој во вашиот тим. Јас знам дека имам по еден од сите овие во агенцијата, од сите овие што ги споменав. А бога ми и кај многу од нашите клиенти забележувам многу од овие ликови. Пишете во коментар или пратете мејл на жаремајмунче1 на 1mk, достапен сум во секое време. Благодарам и одиме напред.